Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Повторно без договор завршија преговорите на партиите за новиот изборен законник. Марта Кос утре во Скопје се чекаат пораки за реформската агенда и уставните измени. Цел ден во судница за околу 10 евра. Поротниците без кои рочиштата се невозможни со протест порачаа дека повеќе нема да трпат понижување. Дефлација од 0,5% во јуни измери државната статистика. Сепак дел од трговците набавувале поевтино, а продавале поскапо. Клексан и уште 3 антикоагуланти конечно на позитивната листа. А новинарите денеска добија нов етички кодекс. Зошто е потребен нов документ? Кои се предизвиците за современото новинарство? Како да се регулира употребата на вештачката интелигенција, но и како да се заштитиме од надворешните притисоци? Мој гостин, претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски. Останете со нас, почнува Дневник. Пропадни последниот обид измените на изборниот законник да се донесат во рокот поврзан со реформската агенда и планот за раст. Партиите и натаму се поделени околу изборните единици, гласањето на диаспората и политичкото рекламирање. Власта предлага опозицијата сама да договори заедничко решение кое мнозинството би го прифатило, но од СДСМ ја одбиваат идејата. Левица вели дека договор во опозицијските редови е речиси невозможен, а партиите од албанскиот блок остануваат со спротивставени позиции. Катерина Нешкова. Колку повеќе разговори, толку повеќе разлики меѓу политичките партии околу новите изборни правила и во делот на изборните единици и во делот на гласањето на диаспората. Пропадна и последниот обид измените на изборниот законник да бидат донесени во грес периодот, што го даде Брисел за усвојување на реформската агенда поврзана со планот за раст. Од мнозинството со нов предлог, опозицијските партии да договорат заедничко решение, кое власта ќе го прифати во името на политичкиот консензус. Ќе гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. За нас како Влен важно е диаспората да има можност да гласа без разлика дали преку електронско гласање, по пошта, но да бидат безбедни, транспарентни и сигурни форми во согласно со меѓународните стандарди. Од СДСМ ја одбиваат и оваа идеја. Нема што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се договара со опозицијата. Проблемот е кај власта, кај Мицковски, кој сака да манипулира со 200.000 гласови. Овие одредби треба да почнат да се применуваат дури од изборите во 2029 година. Значи, има доволно време да се изгради сериозен, сигурен и кредибилен модел ни широка јавна дебата и политички консензус. Левица е задоволна тоа што власта прифаќа една изборна единица како што тие бараат. Сепак сметаат дека договор со останатиот дел од опозицијата е речиси невозможен. Не е тоа едноставна работа, гласање на диаспората, па ако сакате и една изборна единица што може да се усогласи у едно попладне со пола час муабет, значи тоа се сериозни работи кои што треба месеци и месеци пеглање, разгледување на детали, безбедносни протоколи, така да речем и така натаму. Албанската опозиција со диаметрално спротивни ставови. ВМРО-ДПМНЕ се повлече од две суштински точки на договорот. Прво, од електронското гласање на диаспората, барајќи гласањето да се спроведува по пошта, и второ, од договорот подзаконските акти на Државната изборна комисија, што се однесуваат на електронското гласање на диаспората, да се донесуваат со консензус. Диаспората да има право да гласа по електронски пат или по пошта, прифатливо е било кој од овие начини за нас како Албанска лига и за парламентарни
и за локални и за председателски. Измените на изборните правила заглавија со речиси 14.000 опозицијски амандмани и покрај тоа што неколку пати партиите седнаа на иста маса, договор се уште нема. Уставниот суд пак утре ќе расправа по иницијативата на Пасиев за неравномерното политичко рекламирање. Сличен предмет пред судот имаше и во 23-та на иницијатива на Павле Трајанов. Тогаш судиите го одбија предметот, но актуелниот председател Дарко Костадиновски имаше издвоено мислење дека изборниот законник во делот на политичкото рекламирање е спротивен на политичкиот плурализам, еднаквоста и владењето на правото. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Еврокомесарката за проширување Марта Кос утре пристигнува во Скопје со порака дека Македонија има добри резултати во реформската агенда, но мора да го покаже истиот напредок и во пристапните преговори. Во интервју за Мија Кос вели дека проширувањето е можност што се случува еднаш во генерација, но потсетува дека ниту една земја кандидат никогаш не добила гаранција дека во процесот нема да се појави нов спор, се додека последната земја членка не го ратификува договорот за пристапување. Домашните експерти очекуваат пофалби за реформите, но и јасна порака дека преземените обврски, вклучително и уставните измени, не може да се заобиколат. Еврокомесарката за проширување Марта Кос утре пристигнува во Скопје на средба со премиерот Мицкоски. Покажавте силни перформанси во рамките на реформската агенда. Доаѓам во Скопје за да ја охрабрам владата да го стори истото со пристапните преговори, затоа што сега имаме можност, што се случува еднаш во генерацијата, да го оствариме проширувањето, вели Кос во интервју за Мија ден пред пристигнувањето. Но истовремено и потенцира дека Европската унија досега никогаш нема дадено гаранции на земја кандидат дека нема да има никаков спор во процесот на преговори. Вистината е дека ниедна земја кандидат никогаш не добила гаранции дека нема да се појави друг спор за време на процесот на пристапување, се до моментот кога последната земја членка ќе го ратификува договорот за пристапување. Ова е начинот на кој функционира проширувањето на унијата. Важно е да се прифати оваа реалност, вели Кос за Мија. Еврокомесарката доаѓа само една недела по завршувањето на рокот кој унијата им го постави на земјите кандидатки за исполнување на реформската агенда. Па домашните експерти очекуваат Македонија да добие пофалби за овој процес, но и потсетување дека нема начин како да се заобиколат превземените обврски за уставни измени. Па мислам дека ќе бидеме делумно пофалени за испорачаното за реформската агенда, како што гледаме имаме малку и нејасни пораки околу тоа колку точно мерки се до крај исполнети. Се зборува измеѓу 6 и 16, за 6 се сигурно целосно исполнети, 16, другите 10 може би се делумно исполнети, па ќе видиме како тоа ќе биде оценето. Значи, тоа е едната од точките, да се одржи тој некој моментум во Западниот Балкан во однос на реформската агенда и ќе се зборува, предпоставувам, и за доста новите идеи кои се однесуваат на природата на членството во Европската унија во иднина. Исто така ќе ги повтори пораките за потребата од промена на уставот, тоест исполнувањето на преговарачката рамка. Не верувам дека тука ќе се случат некои посебни промени. Покрај заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски, дел од утрешната агенда на Кос се и средби со вице-премиерот за европски прашања Беким Сали и спикерот Гаши, а пред заминување од Скопје еврокомесарката ќе го посети и студентскиот дом Стив Наумов, кој во моментов се реконструира со европски пари. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Цел ден во судница за околу 10 евра. Поротниците без кои рочиштата се невозможни, со протест порачаа дека повеќе нема да трпат понижување. Дефлација од 0,5% во јуни измери државната статистика. Сепак дел од трговците набавувале поевтино, а продавале поскапо. За дневница од 570 до 670 денари, судиите поротници седат на рочишта кои траат со часови, во еден ден може да имаат и повеќе судења. Од денеска дел од нивела доста е, поротниците од Основниот кривичен суд Скопје стапија во мирен протест и ќе бойкотираат дел од судењата. Незадоволни се што нивниот надоместок не е променет речиси 2 децении. Судот застана зад нив и предупреди дека без поротници значителен број постапки не може нормално да се водат. За сега притворските предмети нема да се одложуваат, но дел од непритворските судења ќе чекаат нов термин. Од судскиот совет предупредуваат, ако државата не најде решение, судовите може да останат без поротници, а без нив нема ни судски процеси.
Судиите поротници од Основниот кривичен суд од денеска стапија во мирен протест. Ке бойкотираат повеќе судски рочишта за да го искажат својот револт поради долгогодишното игнорирање на проблемот со ниските дневници. Надоместокот кој го добиваат се движи од 570 до 670 денари и со години не е изменет и покрај бројот на судења, сложеноста и време траењето на нивниот ангажман. Преку соопштение, Основниот кривичен суд јасно застана зад нив, нагласувајќи дека улогата на поротниците е клучна за законитоста на процесите. Без нивното учество, значителен број судења не можат непречено да се одвиваат. Судиите поротници заслужуваат достоинствен и соодветен надоместок кој ќе ја одразува важноста на функцијата што ја извршуваат. Очекуваме Министерството за правда во најкосможен рок да почне со измена на правилникот. И покрај мирниот протест, сепак за да не настане целосен колапс во судството, од кривичен известија дека има строга селекција кои предмети ќе се одлагаат. Сите притворски предмети каде што учествуваат поротници нема да се одлагаат и ќе се одржуваат непречено. Од друга страна, за непритворските предмети кои се во помал број, судењата се одложуваат и за нив ќе се одреди нов термин. Председателот на Судски совет вели дека за ова прашање повеќе пати се обратил до Министерството за правда за да го променат правилникот со кој се одредуваат дневниците на поротниците. Доколку не се најде решение, алармира дека ќе се доведеме во ситуација да остане судот без поротници. Очекувам дека ќе се најде на разбирање од страна на Министерот за правда и дека во многу скоро време ќе го донесе тој правилник. Процесните закони во голем делот од предметите налагаат судењата покрај судија да бидат присутни судии и поротници. Сега државата треба да одлучи или ќе ја направи таа професија достоинствена и привлечна за луѓе да се јавуваат, или пак треба да се направи промени во законите и да се одлучи нашето општество дека дали ни е потребно да имаме суди и поротници. Од Министерството за правда нема одговор дали ќе има конкретно решение за овој проблем. Ресорниот министер беше опфатен со реконструкцијата на владата, па во моментов се чека новиот официјално да стапи на функција. Барањето на судските поротници се провлекува со години и досега ниту еден министер не успеа да го затвори ова прашање. Како можна излезна варијанта се гледа во најавениот ребаланс на буџетот, каде што со политичка волја би можело конечно да се издвојат и пренаменат средства за достоинствени дневници, со што би се спречила комплетна блокада на кривичните постапки во земјава. Ова е повеќе од неопходно ако се земе предвид дека оваа професија со години е општествено маргинализирана, а товарот паѓа претежно врз жените поротници кои сочинуваат 88% од вкупниот број во државата. Тие со години се заглавени меѓу небезбедни работни услови и целосна негрижа од институциите, покажува анализата од Центарот за правни истражувања. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Државната статистика измери годишна инфлација од 3,4% во јуни. Најмногу поскапеле алкохолот и тутунот, транспортот, а храната за една година се продава поскапо за 2,6%. Од Министерството за економија велат дека месечно има намалување на цените и го читаат тоа како сигнал за стабилизација. Но анализата на пазарниот инспекторат покажува и друга слика. Кај дел од производите, продажните цени останале исти или пораснале, иако набавните се намалиле. Инспекторите утврдиле дека растот на цените не се должи само на набавките, туку и на повисоките маржи кај трговците. За сега санкции нема, но од институциите најавуваат реакција ако се утврди нарушување на пазарот и неоправдано поскапување. Годишна инфлација од 3,4% во јуни измери државната статистика. Индексот на цени на мало пак во истиот период бележи раст од 3,6%. Најголемо зголемување на цените има кај алкохолот и тутунот над 9%, како и кај транспортот над 6%. Храната за една година се продава поскапо за 2,5%. Ако се споредат бројките со претходниот месец, забележана е дефлација од 0,5%, што представува позитивен сигнал за стабилизирање на цените и намалување на трошоците за живот на граѓаните. Намалувањето на цените е евидентирано кај храната и безалкохолните пијалаци, како и кај транспортот, ставки кои имаат најголемо влијание врз семејниот буџет. Од Државниот пазарен инспекторат пак информираат дека при крај нивната месечна анализа, а бројките покажуваат дека дел од производите поскапеле од 2,5 до 3%, додека поевтино се продаваат овошјето и зеленчукот. Инспекторите констатирале дека зголемените малопродажни цени не се должат секогаш на повисоките набавни цени, туку на зголемените маржи од страна на трговците. Иако набавните цени на дел од производите се намалиле, нивните продажни цени останале исти.
Таквото однесување маркетите го правдале со зголемените транспортни трошоци и повисоките плати на вработените. Ова анализа треба да биде готова до крајот на неделата, но бројките се слични на мајските, велат од ДПИ. Тогаш пазарна констатирала. Просечните набавни цени на основните прехранбени производи, средствата за хигиена и производите за бебиња се зголемени за 2,66%, додека просечните продажни цени пораснале за 4,56%. Во истиот период, просечната бруто профитна маржа е зголемена за 1,88% поени. Сега нема санкции против нив, ниту мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Но ако се утврди нарушување на пазарот и неоправдано зголемување на цените, ќе реагираат, велат од Министерството за економија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Расправата за ребалансот на буџетот во собранието се притвори во жесток судир за пензиите. Власта и опозицијата се судрија околу тоа колку е стабилен пензискиот фонд, дали линарното зголемување на вистина им помогнало на пензионерите и дали воопшто се отвора прашањето за подолг работен век. Расправата за ребалансот на буџетот се претвори во жестока дебата за пензиите. Власта и опозицијата ги вкрсти аргументите за стабилноста на фондот, моделот на покачување на пензиите, но и околу најавите за потенцијално зголемување на старосната граница за пензионирање. СДСМ предупредува дека фондот за пензиско се повеќе зависи од буџетот, односно на секој 100 денари придонеси. ПИОМ добива уште 73 денари од државната каса. А што е одговорот на владата? Во јавноста веќе се тестираат идеи дека луѓето можеби ќе може да работат и до 73 години. Па кој сте вие да го кажете? Од ВМРО ДПМН возвратија дека никој не предложил закон со кој ќе се зголеми старосната граница за пензионирање и дека станува збор за предлог, оние кои сакаат доброволно да останат на работа, тоа да можат и да го сторат. Па мислам, немојте ве слушаја, ба немојте, то се доколку некој сака. И тоа е предлог. Доколку некој сака. Дали сме гласале таков закон? Ма немојте ве молам. Дебатата се заостри околу математичките пресметки, бидејќи рече дека во периодот од 2022 до 2024 пензиите реално пораснале за 30%, додека линеарниот модел всушност ги оштетил пензионерите. Пензионерите со најмалите пензии изгубија по 500 денари месечно или 6000 денари годишно. Тие со просечните пензии заради вашето зголемување на линеарно изгубија по 1300 денари месечно или 15600 денари годишно, а за тие со највисоки пензии изгубија 2200 денари месечно или 26400 денари годишно. Власта ги отфрли овие бројки. Господине Битики, весели математики можеме да си правиме до утре са бајле. Фактот е следен. Во ваше време, кога бевте вие на власт, 39 денари добиваа покачување пензионерите. Точка. Сега пензионерите добиваат 7000 денари повисоки пензии. Од 39 до 7000 денари разликата е многу очигледна. Општиот претрес на ребалансот на буџетот денеска заврши и сега наред е амандманската расправа. Поднесени се над 220 амандмани, најмногу од СДСМ и ДУИ. Мартин Арсов, Сител телевизија. Клексан и уште 3 антикоагуланти од 1 јули се ставени на позитивната листа и веќе се достапни во аптеките. Пациентите кои примаат терапија против згручување на крвта со рецепт од специјалист повеќе нема да мора целосно сами да ги плаќаат овие лекови. Телотерапијата ќе биде достапна само со партиципација од околу 200 денари во зависност од дозата, а еден од брендовите ќе може да се подигне и без никаква доплата. 3 лекови против згручување на крвта од 1 јули се ставени на позитивната листа. Директорот на Фондот за здравство информираше дека со рецепт од специјалист пациентите веќе можат да ги подигаат во аптека. Клексанот ќе биде со доплата и партиципација од 160 до 240 денари, во зависност од дозажата, но ист антикоагулант ќе има и од друг бренд без доплата. Ово ќе значи заштита на граѓаните и олеснат пристап. Знаеме дека овие два антикоагулантни први беа достапни со рефундација. Од сега понатаму ќе бидат достапни на позитивна листа со
рецепт. Овие два антикоагуланти се во рангот од 1100 до 2700 денари, ценовен ранг во зависност од дозажата и големината на терапијата, сега ќе биде достапна за партиципација од 160 до 240 денари и еден од брендовите ќе биде достапен без доплата. Од фондот соопштија дека барања за рефундација на пари за антикоагуланти ќе примаат до 15 јули. Овие лекови уште лани беа најавени дека ќе бидат ставени на позитивната листа до 1 јануари годинава, но одложувањето според надлежните било од административни причини. Следни терапии кои ќе се најдат на позитивната листа се лекови за ХОП и астма, како и за хронична бубрежна инсуфициенција, диабетес и срцева слабост. Александар Динев, Сител телевизија. По 25 години новинарите добија нов етички кодекс, прв што јасно поставува правила и за вештачката интелигенција. Што смее, што не смее да прави новинарот во време на AI, портали, брзи објави, политички притисоци, борба за кликови, каде е границата меѓу јавен интерес и сензационализам. Вечерва за новите правила, но и за старите слабости на професијата разговараме со претседателот на ЗНМ Младен Чадиковски. Добро вечер, добре дојдовте, Младен. Добро вечер, добре најдов. Благодарам на поканата. Зошто ни треба нов етички кодекс за нашата професија? Пред повеќе од 25 години е изработен овој до вчера актуелниот кодекс на новинари, по кој што се водевме или генерално се водеа принципите на новинарството, кој беше навистина добар, квалитетен, содржаен и одговори на времето во кое што беше создаван. Меѓутоа, после 25 години работите се променети. Кажа и самата во најавата, новинарството не е исто како што беше, може би ги задржува истите суштински принципи на работење, меѓутоа има многу работи што се надвор од тоа. Појавата на прво интернетот, онлайн порталите, потоа и на социјалните мрежи и вештачката интелигенција, во одредени сегменти драматично го менуваат начинот на кој што новинарите треба да размислуваат во насока на добивање подобри, поверодостојни, поквалитетни, побрзи информации. Токму поради тоа мислевме дека е време за нов кодекс, дури ако јас се прашувам малку може би и доцниме, меѓутоа нели подобро денеска отколку утре. Веќе го имаме новиот кодекс и мислам дека се опфатени клучните сегменти на она што сакаме да го има, а тоа е да одговара на потребите на новото време и да биде своевиден договор меѓу новинарите и јавноста. Како да ги препознаеме и да им веруваме на оние што се новинари наспроти оние што навистина ниту се чувствуваат така во својата кожа, може би сакаат да се представуваат, меѓутоа не се тоа, бидејќи работат само на социјалните мрежи или се во трка по кликови и така натаму и така натаму. Ми се допадна таа формулација во кодексот ја има, дека е практично договор помеѓу новинарите и јавноста. Долго се соочуваме со ерозија на довербата во медиумите и во новинарството како професија, затоа зборуваат не само меѓународни мониторинзи, не само извештаи, зборува и тоа што малкумина сакаат да ја изучуваат и да ја работат оваа професија. Верувам дека почитувањето на еден ваков документ може да оди во насока на јакнење на критериумите и јакнење на довербата во новинарството. Беше ли инклузивен овој процес, успеавте ли да соберете и меѓународни искуства, но и домашни, затоа што меѓу другите проблеми ние имаме тука и силна поделеност во нашата фела? Многу беше едноставно да земеме и да препишеме некој кодекс, некоја европска земја или од Европската федерација на новинари, на пример. Меѓутоа, секоја земја има своји специфики со кои што се бори. И токму заради тоа решивме да направиме ваков процес во кој што повеќе од 2 години практично се работи на изработката на новиот кодекс. Тука имаше и некои причини кои што се оправдани во одреден период. Немавме доволно средства како да го финансираме целиот тој процес и така натаму и така натаму. Зашто сум благодарен на пример на луѓето што учествуваа, кои што работеа и без хонорари во еден сегмент од работењето. И
И реков ќе беше полесно да препишеме, но сакавме да направиме автентичен кодекс и мислам дека направивме. Се одржа 30 на состаноци со различни интересни групи и заедници во новинарската заедница, без разлика дали доаѓаат од онлайн медиуми, од традиционални медиуми, од локални и регионални медиуми и направивме еден сериозен документ кој што беше ставен и на јавна расправа пред отприлика 2 месеца, повеќе од 1 месец беше на јавна расправа, каде што добивме 20 сега не ме држате за збор, но сигурно беа десетици забелешки каде што може да, или не би ги нарекол забелешки, повеќе можности за подобрување на текстот на кодексот од целата новинарска заедница и успеавме, на крајот успеавме, го добивме тоа што го добивме, еден кодекс проширен, значи не е сосема нов од оној првиот, меѓутоа е проширен, надграден, модернизиран, осовремен во рамки на сето она што се вели не само вештачка интелигенција, туку и во рамки на тоа на начинот на кој што се известува за работи кои што се се почести во денешно време, за кои што порано можеби не сме размислувале толку многу, да не споменувам несреќи, убиства, самоубиства и така натаму и така натаму. Така. Ова го прашав од аспект на тоа што финалната цел нели не е да имаме убав документ ние како новинари, како редакции, туку и тој да се применува. Така е. И затоа е важно колку го чувствуваат како свој новинарите. И токму затоа и сакав вечерва да разговараме. Можеби јавноста нема секој еден вака личен интерес да се запознава со документот, меѓутоа мислам дека секој треба да има личен интерес, медиумите и новинарите да бидат професионални и етични. Јас мислам дека доколку денеска, еве вие како новинар или јас како новинар, доколку имаме дилема на одредена теза, наратив, одредена информација и ако си го поставиме кодексот пред нас и да речеме чекај, ако овде имам дилема за ова ќе го побарам тој и тој член, ако овде имам дилема за ова ќе го побарам тој и тој член, во многу нешта ќе одговори. Тој нема да даде никогаш одговор на сите прашања. И тоа така и треба да биде, бидејќи сенсот на новинарите на крајот треба да победи, треба да преовлада. Сенсот на вистинските новинари. Ако ние не го чувствуваме нашиот сенс кој што не води кон етиката и професионализмот, тогаш и 100 кодекси да имаме ќе ни биде попусто. Меѓутоа еден компас. Можеме да му веруваме до некаде, еве нека биде, но исто така новинарите треба повеќе да се веруваат на својот сенс, на некои прашања, на некои дилеми, етички, професионални, тој нема да даде одговор, бидејќи едноставно не можете да предвидите се што се случува во денешно време во новинарството или ајде на мрежите, на секаде онаму од каде што доаѓаат информации. Па ние во општествениот живот, како што кажат, се случивме со ситуации за жал со кои никогаш не сме сонувале дека може да ни се случат. Каде најчесто се меша јавниот интерес и интересот на јавноста, ништо што го видов уште во преамбулата на документот, што сакаме да кажеме со тоа дека тие работи се мешаат? Јавниот интерес не е секогаш исто што е интересот на јавноста. Интерес на јавноста денеска може да биде се. Може да биде работи кои што навистина се дел од приватниот живот на одредени луѓе, политичари или бизнисмени или новинари, кои да е. Меѓутоа, ако таму нема јавен интерес, тоа треба да се направи дистинкција со интересот на јавноста. Вие за да се меша ли тоа често според? Се меша често, понекогаш делот онлајн порталите или ајде да ги наречам оние онлайн медиуми кои што се во трка за кликови многу често интересот на јавноста го мешаат со јавниот интерес, веројатно во трката по тие кликови за да бидат најчесто први или за да сервираат информација која што ќе биде кликана. Токму заради тоа правиме тука дистинкција, сакаме тоа да биде јасно назначено, што не значи дека после усвојувањето на кодексот ќе нема такви кои што ќе сакаат да пласираат вести за кои што јавноста е заинтересирана. Меѓутоа, оние што сакаат да бидат професионални, ќе знаат дека тоа не е јавен интерес и не е исто. Токму заради тоа решивме да направиме една мала дистинкција и еве драго ми е што и
ти што си во традиционален медиум, каде што нели овој дел од информациите многу често се во рамките на овие професионални стандарди за кои што го збориме, си ја приметила таа разлика и добро е, меѓутоа ќе треба да го сватат повеќе од колегите. Да се работи во традиционален медиум често значи да се работи во малку попрофесионални, организирани, хиерархиски поставени услови со повеќе ресурси. За жал голем дел од медиумите, имаме илјадници, нели, особено во онлайн сферата, ги немаат ресурсите за да секогаш проверат соодветно, за да имаат доволно време, новинарите кои се малубројни, за да објават точна информација. Видов констатација и предупредување дека неточното информирање е најчестиот проблем во медиумите. Што е причината? Дали е ова недостатокот на ресурси или можеби се уште во медиумите имаме предизвик со некој друг тип на притисоци или проблеми кои што доведуваат до тоа практично јавноста да биде излажана кога ќе прочита некоја информација? Велат има факт чекери што работат на мрежите за да факт чекираат. Ја би рекол дека основата на новинарството е факт чекерството. Проверка на информациите не смее да ни биде луксус. Разбираме дека денеска редакциите се многу поосиромашени и традиционалните, одошто што тоа беа во минатиот период. И разбираме дека не е секогаш можно секоја информација да се провери на начин на кој што би биле задоволни и новинарите и читателите. Меѓутоа, основна проверка на информацијата пред пласирање за новинар и за медиум кој што пледира да биде на овој пазар, пледира да биде, например, дел од регистарот на професионални онлайн медиуми, на Промедија или на оној што е во АВМ, мора да биде основата. Разбираме дека македонскиот маркетиншки пазар е мал за да може да ги задоволи потребите на сите медиуми, за да можат да исплатат достоинствени плати и затоа понекогаш се бориме со таа појава. Меѓутоа, едно без друго не иде. Проверката на информацијата заедно оди рака под рака со новинарството и она што го нарекуваме професионално новинарство. Поголемиот дел од медиумите и денеска се грижат за тоа. Не само традиционалните, и во онлайн медиумите. Има сериозни редакции кои што и покрај тоа што се помали од традиционалните медиуми, сепак наоѓаат и време и можности за да ги проверат и да ги пласираат на начин кој што одговара на професионалните новинарски стандарди. Зошто е ова важно да продолжи? Зошто е ова важно да го негуваме? Затоа што во општеството ќе продолжи читањето на вестите на начин на кој што сега е. Тоа е точно, да, се трага по кликбейтови, се трага по вести што се сензационалистички, меѓутоа голем дел од читачите, голем дел од гледачите се уште сакаат да прочитаат веродостојна, проверена информација. Веќе не сум сигурен дека е толку важно да се во ова време на наплив на информации и дезинформации. Не е толку важно да си прв, колку е важно да си проверен и точен. Нормално, тоа не значи дека треба после 3 дена да реагираме, меѓутоа секако е важно и значајно. Споменавме дека и дел од предизвиците со кои се соочивме била основа на документот кој е изработен, како да се однесуваат новинарите во случаи на несреќи, самоубиство, убиства и така натаму. Имавме случајот со Кочани, можеби најтешкиот случај за новинарите, па и за уредниците кои тој ден се соочија со тагата, со трагедијата на овој наш град. Што препорачувате во овој дел? Што предвидува кодексот во ваквите ситуации, бидејќи морам да признам, тој ден имаше огромен број на етички дилеми, што треба да се емитува, што треба да се каже, кои слики и снимки треба да се пренесуваат. А мислам дека исто така јавноста беше многу вознемирена и од едно самоубиство во Скопје, во кое е малолетно дете настрада, и тука постои огромен број на етички дилеми, што треба да се каже, што не. Дури мислам дека медиумите и греше, а и во едниот и во другиот случај. Да тргнеме од последното, па ќе се вратиме, бидејќи можеби е помалку комплицирано за објаснување. Барем јас така мислам со случајот на самоубиството во Скопје. Да. Значи, од тоа не сме да се прави спектакл.
Од тоа се правеше спектакл и преку секојдневните судења. Тоа беше сегмент кој што мора новинарите да го избегнат. Или пак ќе кажам, дел од оние кои што се обидува да ловат на тоа сензационализам и кликови. Личната трагедија не смее да ја претвориме во сензација. Тоа е она што мислам дека кодексот апелир, кодексот не може да забрани, кодексот не може никому да му наложи што да прави, меѓутоа кодексот може да апелира личните трагедии од нив да не правиме сензационалистички наслови и сензационалистички вести. Личните трагедии се лични, затоа се лични, за да може семејството да се ги изживее, да може семејството на мирен начин да се прости од саканите, од оние што ги загубиле. Слично беше во трагедијата во Кочани. Можеби прв пат се соочивме со толкав габарит на тие размери на трагедија и сите бевме помалку и во едно, да речам, се обидувавме да видиме каде е границата на тоа известување, каде започнува сензационализмот, каде треба да се представи трагедијата. Секако треба да се представи, секако треба да се известува. Личната болка може да се види, меѓутоа ние не треба да влеземе во гробовите на луѓето за да ја представиме личната болка. Постојат многу начини за личната болка да се представи, за да се даде димензија на трагедијата каква што треба да се даде. Зошто? За да утре не ни се повтори, за да можат институциите да реагираат. И сега во ваков сегмент ниеден кодекс не може точно да ви пропише што да направите кога ќе се деси ваква трагедија. Токму затоа тука зборувам за сенсот на секој од нас кога ќе седне зад камерата како вие и јас сега, или кога ќе седне зад тастатурата за да го напише текстот, или кога ќе фотографира со објективот што од она што ќе го фати во објективот е дел од квалитетот, а што е дел од она што можеби не треба да биде. Ајде за уште една граница која поставува кодексот, тоа е при користењето на вештачка интелигенција. Денес када не ја користите, ќе бидете навистина и застарен. Тоа е како, не знам, пред 20 на години да речете, аз Google не користам, ќе се барам на друг начин информации, но каде е границата, до каде остануваме ние професионални новинари при користењето на нови алатки, а каде веќе се злоупотребува практично и се манипулира јавноста? Да, еве и денеска тоа се обидов да го елаборирам. Предпоставувам дека поголем дел од новинарите ќе се сложат. Дефинитивно не сме против вештачката интелигенција, напротив, таа може многу да ни помогне на нас како новинари. Транскрибира интервјуа, симнува текстови, преведува, може да анализира одредени поголеми содржини, да ви ги издвои оние делови што ве интересираат, да не мора да барате вие во 60, 70, 100 на страници, што е најважно, иако и тоа сме го правеле порано. Меѓутоа, може многу да ни олесни да добиеме во време, за да добиеме во квалитет на она што го известуваме. Она што не треба да се случи е вештачката интелигенција да го замени новинарството. Тоа и не може да се случи. Не може да отиде вештачката интелигенција на терен и да трча по соговорник и да му постави прашање. Може би во некоја далечна иднина ќе може некој робот да трчи и да постави прашање. Меѓутоа, сега за сега тоа нема да може. Не може да постави под прашање кое што во моментот ќе биде од калибар кој што ќе ги задоволи стандардите на граѓаните, на оние што сакаат да ве слушнат. Не може да истражува криминал и корупција вештачката интелигенција, барем не на начин со оние информации што не се секојдневно достапни на интернет. Може би мораше да пребара низ Google и низ оние алатки кои што постојат за да се види чија фирма е чија, меѓутоа не може да го истражува криминалот и корупцијата, што е една од основните работи на новинарството, да ги открива малформациите на системот. Значи, таа може многу да ни помогне, не треба да го замени новинарството и треба да биде секогаш јасно наведено кога ги користиме услугите од вештачката интелигенција. И не треба од тоа да се срамиме, да напишеме дека одреден текст е помогнат
од вештачката интелигенција во делот на прибирање податоци или транскрибирање на одредени делови. Она што не треба да се случува е да се користи вештачката интелигенција во користење на фейк видеа, фейк наративи, во користење, во создавање на цели текстови кои што ќе бидат презентирани како авторски текстови, а не се тоа, бидејќи на крајот на денот вештачката интелигенција не може да преземе одговорност. Одговорноста ќе ја преземе или новинарот, или уредникот, или медиумот доколку погреши. Затоа не треба да се ослониме на начин што би го нарекол некритички и ќе дозволиме таа да не контролира нас. Не, ние треба да ја контролираме вештачката интелигенција за да ни биде наш верен, сојузник, би рекол. Во спротивно, ние ќе се претвориме во нејзин слуга и може да се случи да не завршиме добро. Последно би сакала и околу тоа колку со документ можеме да ги заштитиме или да им дадеме алатки на новинарите и за спротивставување или на медиумите за спротивставување на политичките притисоци, нешто што во минатото можеби го имало повеќе, меѓутоа коментари од политичари за медиумите секогаш имало и се уште има. Придржувањето до кодексот и до претходниот нас многу пати ни помогнало кога сме биле под одреден притисок на политички бизнис моќници. Ова го говорам од искуство сега на председател на ЗНМ, кога сум гледал со какви ситуации се соочуваат новинарите во рамки на својата работа, дали тоа биле тужби, дали биле закани за тужби, дали биле друг тип на закани кои што предизвикуваат несигурност во нивното работење, предизвикуваат да не се чувствуваат добро, дали биле тоа онлайн закани кои што се се по-чести денеска на интернет и се можеби новата форма на насилство која постои во медиумите. Зошто е важно тогаш да се придржуваме до кодексот? Затоа што ако се придржуваме до кодексот, тоа е еден вид на протокол. Тогаш не можете да сгрешите. Дури и да сгрешите, вие сте се придржувале до оние насоки кои што ви ги дава кодексот и во тој случај сте чисти. Прво сте чисти пред себе, а потоа сте чисти и пред евентуално судските или други органи пред кои што може да биде притисокот, нели, ако сака да ве тужи некој политичар или бизнисмен. А кога сте чисти пред себе, тоа е најдобрата одбрана од се. Затоа велам да бидеме луѓе кои што живеат во рамки на нашите професионални стандарди, а кодексот ни помага или ќе ни помага за да можеме меѓу другото и да се одбраниме од притисоците кои денеска за новинарството не се навистина мали. Така. Благодарам Младен Чадиковски. Мислам дека успеавме некои контури на овој документ да појасниме пред јавноста. Посакувам успешно спроведување и раст на довербата во медиумите и повисоки стандарди секако во нашата фела. Благодарам. Благодарам. По продолжение спорт.